Програмата е прекината поради Play In. Битолскиот познат музичар Миле Шерденков остави една приказна која не ја дозаврши заради неговата смрт, но затоа битолските музичари се здружија и заедно го продолжија неговото дело. За што станува збор, погледнете во продолжение. Play In. Битолските музичари се здружија заедно во чест на битолскиот композитор Миле Шерденков да изработат едно негово дело или една негова приказна која тој ја остави недоработена. Со мене се тука тие, заедно да не ја објаснат што точно работат. Добро дојдовте за почеток. Здраво и добро ве најдов. Так, кажете ми, Шерденков остави нешто за што го почнал, вие го дозавршуваат. Што точно се работи, што е тоа? Добро, аз ќе го кажам оној делот кај што бев јас задолжен, значи пошто кај Бали и тоа му се така поблиски соработници на оно што го работеше од претходното време. Значи по еден разговор со Баже ми предложи дека работа некој проект за во спомен на Шендерот една песна која изведуваат негови блиски соработници, да речем, и сакаат сето тоа да спакувам во едно видео. И дали можам да се нафаќам да направам видео, што мен секако ми представуваше посебно задоволство да го направам тоа, пошто така еден период од животот го поминавме заедно работевме, творевме, настапувавме понекогаш и така. Така се навратиме подетално за видеото, како приказна е навистина интересно. Се собравте сите музичари, да речем, од постарата генерација на Битола, навистина квалитетни музичари, изработивте нешто што е навистина квалитетно. Колку труд и колку време вложивте во сето тоа? Па, како труд не беше многу вложено, пошто посебно секој снимавме како што ги најдевме време, така беа повикувани музичарите и благодарност до сите музичари од Битола кои потесно соработуваше со Шендерот. Поучествувавме колку пејачи беа, купата поќе знај, тој беше информатор. Добро, ама јас не учествувам, значи во видеото да го прави, знаеш, четворица. Не, имавме колку? 5 пејачи. Значи покрај Цане кој бе, ајде да ги спомниме сите да не се налутат. Покрај Цане кој што беше долгогодишен соработник, тука беше и Бојан, тука беше Раде, Тони и Кузманов и Зоран Манев. Значи 6 пејачи ја пееа целата песна. Многу луѓе се Многу луѓе, голем број на луѓе, затоа имаме тука и голем број на луѓе во овој интервју. Кажете ми, кој дел, што се вложивте во целата таа приказна? Се вложивме. Да јас малку... Кој беше вашиот дел? Па, да речеме, организацијата на стартот, како идеја започнавме. Така. Бидејќи ова е голем проект, многу луѓе треба да се организираат. Цело тоа како течеше, како беше? Абе, лесно беше да се организира, затоа што сите прифаќаа со работката и сите си завршија работата многу едноставно, лесно, брзо. И беше многу, да речем, задоволство да се работи. Со сите пријатели. Цел овој проект, значи мора да се официализира и со аудиозапис, тоа се снимаше кај тебе во студиото. Кажи ми како течеше тој цел процес, веќе е голем процес да се создаде една таква песна. Кажавме организацијски одеше кој како што имал слободно време. Ето еден твој аспект на цела оваа работа. Па јас си поминав, да кажам така, супер. Сите сме ние пријатели големи. Беше задоволство се работи вака со искусни музичари и легендарни имиња овде во градот Битола. И некако се течеше многу спонтано, многу другарски, да наречем забавно. Во секој случај музиката е забавна, така да и оставаме на забавата. За сето ова се изработи и спот. Највиновен за тоа е Кубата. Ајде кажи ми, колку време ви требаше да го снимите тој цел спот и што требаше се да стигне до финалното? Па добро, фактички цела организација околу организацијата на спотот беше на Баже, пошто тој договори термин, луѓето ги договори и сето она што ни фалеше за да заличи спотот нешто. Имавме, например, Кузмано не беше тука на снимањето, па го чекавме него да Австралија се врати кадрите со него да снимем, така да се фактички кој што велиме ние се одолжи, се завлечка работата. И тоа го искористивме таман како отприлика да го одбележиме втората годишнина од смртта на Шендерот. И во овој период така го
промовираме тој спот. Снимањето помина во еден здив, што би рекол. Јас во пресет излезе Домот на културата со музичкиот салон. Јас така го памтам, сега нешто друго е. И тука претежно го снимивме грото од спотот, после со одредени пејачи снимивме плюс кадри некои надворото, да така да има малце широколикост на спотот. Шендерот е навистина музичар кој остави значителни дела позади него, безброј песни, безброј музички дела, безброј фестивали и детски и секакви. Ете, ова е навистина убав гест од вас, навистина сте за пофалба. Кажете ми дали можеби ова нешто би станало како некоја традиција, можеби во следната година ќе очекуваме нешто и повеќе од ова. Па не знам сега. Ова, мислам, беше доволно и сега наново некој, ако има Како идеја направувам. Да, ако има иницијатива од некој, јас никош не би одбил за Шендеро, ништо. Така. Ви благодарам за издвоеното време, ви благодарам за ова што го приредивте, за мислам јас како музичар би го поштовам ова што го прават сите за музичарите во Битола воопшто. Така да фала ви за издвоеното време, фала ви штена за информација. Вас за времето што не го издвојувате во вашата емисија и вашата телевизија. Нема проблем, постојано сме тука за вас. А ние продолжуваме понатаму со останатите рубрики за денешната емисија. Животот поминува, а добри другари доаѓаат, заминуваат, ко стари песни се паметаат. Овде онде ќе се запее, за пријател песна се отпее, и така брзо се ќе помине. Југаните остануваат до века, секогаш е човек од човека. Тие се тука, не чека. И кога пеам, пеам од срце, добрите песни се дел од сите нас. Во нив е љубов, во нив е судбина. И кога пеам, пеам од срце, добрите луѓе се дел од спомени.
Play in.